Европска Унија им нуди средства на малите и средни предпријатија за развој на бизнисите. Преку кредитни линии за земјоделство, инвестиции и подршка на извозот, фирмите може да добијат од 10.000 до 500.000 евра. Посебно иновативните мали и средни предпријатија кои што во тој дел сакаат да развиваат иновации во процеси и во производи, имаат можност да ги користат европските фондови доколку се тоа се заинтересираат и се разбира ги задоволат критериумите кои што ги има Европската Унија. Зошто овие кредитни линии се почесто се изборот на предпријатијата? Заради пониската каматна стапка, овие кредитни линии се многу интересни и многу аплицираат за нив компаниите. И овие последни неколку години, значи комерцијалните банки покрај своите средства, прилично ги пласираат и овие средства. Токму поволните услови се причината поради која европските кредитни линии се почесто се искористуваат и во источниот регион. Ние како фирма имаме користено од Европската банка за подршка на развојот и многу сме задоволни од сето тоа. Не се доаѓа тешко, бидејќи има многу, банките многу полагаат на информирање на фирмите за се што може да се користи за развој на одредена фирма. Не сите предпријатија може да дојдат до европски пари. До сега немам користено, затоа што условите од досегашните услови едноставно не ни одговара. Беа придружба од големи камати, хипотеки. Можностите за финансирање преку Македонската и Европската банка за обнова и развој, како и преку европските програми, денес беше тема на информативен настан во Штип. Една од активностите во имплементација на проектот за подршка на мали и средни предпријатија, кој што е финансиран од страна на Министерство за локална самоуправа и UNDP, е овој трет информативен настан. Представници од Европска банка за обнова и развој и за европските фондови. Наша цел е нудење подршка на малите и средните предпријатија од Источен плански регион. Добивањето на средствата од европските фондови најмногу зависи од квалитетот на понудениот проект, а висината на средствата е зависна од потребите и ликвидноста на предпријатијата.